Hello Chat GPT, how to be rich? Very rich. Very rich overnight. Give me 10 ideas. 50 ideas. 50 ideas. Zero investment. No risk. No risk. No risk. No hard work. No hard work. Saturday, Sunday off. World tour included. Shark Tank friendly ideas. Best ideas. No hurry. Take your time. Deep research. Deep research. Go. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. И добро дојавте на каналот кај Bad Teacher Crypto и денес кај едно предновогодишно издание. Да смениме и аутфитот малку за денеска и секако ќе направиме една интересна анализа, се надевам барем и за вас и за мене, каде што ќе ги разгледаме новостите кои што се случува во неколку дена. Немавме некои движење на цената претходно и сега веќе гледам некои моменти кои што мислам дека треба да ги споделам со вас за да можете да бидете и вие информирани што всушност гледаме моментално на пазарот. А секако нешто сака да помогнат на каналот, може да се приклучат и во групата на Patreon, каде што споделувам и одредени анализи, па и свинг тргови и се надевам дека ќе успееме да направиме одредена добра заедница. И секако да ви известам дека подготвувам еден добар серијал од видеа кој што верувам дека многу ќе ви помогне за да го развиете својот систем кој што го имате и за тргување и за инвестирање воедно и за двете. Сега за сега ќе остане изненадување додека успеам сите материјали да ги подготвам. А ние да започнеме. Првично го имаме Fear and Greed индексот и погледнете сега, ова ни покажува дека всушност сме на дното. Тука секогаш кога сме во овие зелени делови на овој графикон имаме повторно придвижување на цената нагоре, како што погледаме во неколку случаи и погледнете, цената верувам дека моментално полека го формира своето дно за да имаме можеби краток или пак подолг период каде што цената би се придвижила нагоре. Доколку ја погледнеме сега оваа шема, имаме токму она што веројатно и би се случило на пазарот, само што некој го предпоставува дека ќе се случи ова, а некој пак гледа дека ќе се случи ова, но ќе видиме кога ќе пристигнеме до овие нивоа за да видиме дали цената повторно ќе успее да се придвижи нагоре. А ова е чартот на Ethereum наспроти Bitcoin и доколку погледнеме во претходните случаи, погледнете, имаме мали акумулации тука кои што завршуваат со пониска цена и потоа погледнете го овој раст. Тоа го забележавме повторно сега, а и го забележавме на падот кој се случуваше претходно, бидејќи Ethereum падна многу помалку од Bitcoin. Големи се шанси дека капиталот почнува полека да се префрлува во Ethereum за да може да го направи outperform. И сега голем број на луѓе гледаат оваа слика или пак во оваа слика, но доколку погледнете повторно овие две се исти завршени надоле. Единствено што е разлика е тоа што претходно сме настапили во bear market, а тука цената требала да се придвижи повторно нагоре, како што и сите го очекуваат тука, што е многу возможно да добиеме и поголема корекција тука малку до овие нивоа, но мислам дека првично треба да се придвижиме нагоре за да ја најдеме повторно таа еуфорија која што настапуваше во горните делови на Биткоин за подоцна повторно да се убие тој сентимент тука. И сега тука можеме да погледнеме на помал графикон што се случува со Ethereum. Погледнете го претходниот. Ова се сите шеми кои што се многу валидни. Имаме огромен раст, пат. Имавме огромен раст, пат. Потоа цената се придвижила повторно до овој дел и ја ретестира. Го ретестира ова ниво тука за да може веројатно да се придвижи повторно нагоре и тука таргетот
представува околу 10 до 7.000, што мислам дека е многу реално за Етериум. И сега, доколку погледнеме овој индекс на алткоин сезоната, каде што после 2021 година не сме мрднале никаде, единствено сме имале зголемување на овој индекс во 2024 година, но како што можете да забележите, тоа воопшто не е ништо во однос на тоа што знаат да го направат алткоините, а верувам дека тоа време се ближи полека, но не е сега моментално. Погледнете колку луѓето се заинтересирани за крипто. 0. Ова се истите случаи кои што ги имавме во bear market. И тоа во bear market луѓето биле многу повеќе заинтересирани од ова. Погледнете ги овие нивоа. Повторно bear market, значи сентиментот е тука буквално е уништен со оглед на тоа што се случува, а тоа го прават големите играчи кои што успеаат многу добро да ја манипулираат цената овој bull market, за да успеат да ги откажат луѓето кои што и претходно биле тука, а и новите инвеститори, бидејќи верувам дека имаме огромна адаптација во овој циклус и голем број на луѓе тука влегуваа и не знае воопшто што се случува со пазарот. А сега ќе се префрлиме на чартовите да видиме што всушност ни кажува овој чарт на биткоин. И погледнете, имаме формирање на дното на биткоин, ќе измериме тука 60 денови прилика. Значи, следниот day cycle би требало да биде на 21 јануар, што значи дека би можеле да ја пробиеме оваа цена тука, да ја ретестираме во day cycle тука и цената конечно да ја видиме во овој обсек тука, за подоцна да формираме уште еден day cycle low, кој што веројатно би бил left translated, тоа се уште треба да го потврдиме, што значи дека би имале повторно придвижување надоле испод овој едно, и замислете каков ќе биде сентиментот тука, буквално уништен од сите аспекти, така да оставиме на чартот да видиме што всушност ќе ни донесе подоцна. Ево Етериум, она што го зборував, Етериум и на недавно ниво делува многу булиш моментално, и првиот таргет би бил оваа тренд линија, која што се надевам дека ќе ја пробиеме и ќе продолжиме во нагорната насока, но сето тоа може да потрае, се разбира. Да го погледнеме сега златото продолжува во својата day cycle low, може би тука го формира овој бебран, кој што може би е продолжен за подоцна да имаме мало ресетирање на сентиментот, кое што може би ќе ни даде основа да влеземе во одредена позиција тука. USDT моментално се консолидира тука. Дојдовме до таа тренд линија, погледнете што прави цената и моментално навлегувам во овој веројатно пат каде што се намалува MACD и ова наговестува еден одреден пат кој што не знаеме каде ќе заврши и дали ќе биде голем. А сега да најдеме еден празен графикон на биткоин да можеме да веќе имаме нешто нацртано тука. Ова е веројатно комплексната корекција која што би требало да се случи на макро ниво, но сега за сега ќе го обележиме ова како АБ и ова е бранот С, којто С имаме четврти бран, тоа ќе го погледнеме сега, и ова би бил можеби 1, 2, ова е третиот, четвртиот, петиот. И да го завршиме овој можеби така наречен bear market. Тоа ќе се совпадне и со претходниот четврт бран, што Елиот научи, веројатно до тука некаде во овој обсек би требало да го пронајдеме тој пети бран. Доколку ова е случај,
четвртиот бран е препознаен како изненадување кое што може многу брзо да се движи во овој дел и потоа кога целата еуфорија ќе биде повторно дека одиме до нови висини, може повторно да ја бутнат цената каде? Точно во петиот бран, но тоа ќе го ставиме за понатаму сек за сега на краткорочно со вакво движење на цената. Очекувам некои поголеми цени кои што би дошле до тука некаде, а кога ќе стигнеме тука ќе видиме што всушност ќе правиме на пазарот. А ние во Patreon групата споделуваме некои одредени тргови кои што моментално имаме за Bitfarms, имаме за Ethereum отворена позиција. Ја затворим ова за Bitcoin бидејќи не гледав во тој момент ништо позитивно. Цената повторно се придвижи надоле. Како што видовме, тоа беше некаде. Ево го кога објавен статусот. 13 декември. 13 декември. На 13 декември кога го објавив тој статус, позицијата беше затворена тука некаде и погледнете каде се придвиживме. Цената заврши повторно надолу и се повеќе ми изгледа до вакво нешто, доколку успееме да го направиме тоа во следниот day cycle low. Да. Класично ликвидирање на позициите, после одреден напредок на цената тука и повтора се ликвидира овие позиции, да се изведи максимално капиталот од пазарот и потоа да се придвижи ова цена нагоре, но сега за сега тоа не го добиваме, но чисто да имате слика што всушност би можеле да добиеме доколку имаме некои одредени вести или пак некако друго движење на пазарот. А сега ова е вашето време да ми кажете во коментарите што мислите, во која од овие фази се наоѓаме и зошто го мислите тоа. И сега за сега тоа е тоа од прилика што сака да ви го кажам. Се гледаме во следното видео. Поздрави и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd always said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with